Возачот на комбето што вчера предизвика сообраќајка на улицата Младинска во Струмица е приведен во полициската станица. Соопшти МВР и против него ќе следуваат кривични пријави откако целиот случај ќе биде комплетиран. Најверојатно ќе одговара за криумчарење мигранти и тешки дела за безбедноста во сообраќајот. Според полицијата станува збор за 27 годишен жител од Кочани кој со возилото Рено Мастер вчера удри 3 возила, едно во движење и 2 паркирани. Според полицијата, најпрво удрил во патничко моторно возило Алфа Ромео со струмишки регистарски ознаки, управувано од 26 годишен струмиченец, и во паркирани патнички возила Citroen C4 со струмишки регистарски ознаки и Volkswagen Polo со бугарски национални ознаки, стои во информацијата од МВР. Очевидци вчера раскажуваат дека ако во возилото имало патници или пак биле удрени пешаци, целиот инцидент имал поголеми последици. Значи комбето возеше едно 102-30. Оттам и дајќи удара од тук, од тротоар. Од тротоара удава, тумбарката го подига и удара директно во авто и подберува 3-4 коли надоле. Късмечо немаше некој вонка. Иначе страшно ке беше. Само видееме голем удар, справа додека излеземе, веќе колата едно 20 метра 30 влечена црвена кола. И тоа беше се сокршно. Имигранти избегаја нагоре, може 50 души. Толку. Страшно ли беше? Страшно. Страшно, тоа не се гледаше. Во комбето Рено Мастер биле пронајдени 32 мигранти, од кои 15 од Авганистан, 9 од Пакистан, 6 од Бангладеш и по 1 од Сирија и Ирак. По незгодата во медицинскиот центар Струмица биле пренесени 8 мигранти, при што кај 20 биле констатирани потешки повреди. Пред еден месец патничко возило со 11 мигранти управувано од Скопјанес на патот Струмица Радовиш исто така предизвика сообраќајка на патот Струмица Радовиш кај Василево, каде што насреда жител од населеното место Градашорци.